Кратки најави за денес. Засилени контроли на пловилата во Охридското езеро. Констатирани 18 неправилности за 6 месеци. Пролетниот снег не ги изненади охридските комуналци. Одржан состанок на Општинскиот штаб за заштита и спасување. Студентите од ФТУ Охрид меѓу најдобрите на меѓународниот гастрономски надпревар на Брач. Илон Маск со став да нема царини помеѓу САД и Европа и тие слободно да тргуваат. За најавените и изостанатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Денес во Охрид имавме умерено облачно, ветровито и студено време со повремени сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 5 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро, ветровито и студено време со појава на умерен мраз и невообичаено ниски ноќни температури за овој период од годината. Во вторник над Британските острови ќе се наоѓа центар на поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со зголемена облачност. Во северна, западна и југозападна Европа се очекуваат надпросечно високи температури, додека пак во останатите предели од Европа температурите ќе бидат невообичаено ниски за овој период од годината. Во источноевропската низина ќе има врнежи од снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува стабилно, ветровито и студено време со зголемена облачност. Особено студено ќе биде во текот на ноќта и во раните утрински часови кога ќе има појава на мраз. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 6 до 15 степени. Во Македонија во вторник студено утро со појава на умерен мраз и ниски утрински температури, кои што ќе се движат во интервал од -11 до -1 степен. Температури кои што се невообичаено ниски за овој период од месец април и се за околу 8 до 12 степени под повеќе годишниот просек за овој период. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина и до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 2 до 12 степени. Во Охрид во вторник студено утро со појава на умерен мраз и ниска утринска температура која што ќе се спушти до -5 степени Целзиусови. Ќе дува засилен североисточен ветер. Максималната дневна температура ќе достигне до 6 степени. Во Охрид во среда студено утро со утринска температура од -4 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и температура до 8 степени. Во четврток и петок ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од -2, односно 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Засилени контроли на пловилата во Охридското езеро. Инспекторите извршија надзор врз сите бродови, кајчиња, катамарани, колку тие ги исполнуваат условите за безбедност на туристите. Дел се придружуваат, но дел не го почитувале законот за внатрешна пловидба и заработија казни. Засилени инспекцијски надзори на пловните објекти во Охридското езеро, покрај редовни се вршат и вонредни контроли на бродовите, кајчината и катамараните кои превезуваат патници. Изминативе 6 месеци констатирани се 18 прекршоци по законот за внатрешна пловидба. Од капетанијата велат мора да се исполнуваат високи стандарди за безбедност, заштитни појаси, сидро, вене за спасување против пожарен апарат и радиоврска е минимум опремата која мора да ја поседуваат сите пловила. 3 редовни надзори на бродови, 4 вонредни надзори на катамарани, 2 вонредни надзори на пасари со надградба, тоа се бродови до 12 патници и 19 вонредни надзори на кајчина. Од извршените вкупни надзори констатирани се 18 прекршоци на чамци и тоа за ноќно пловење, непоседување уверение за управувач на чамец, неистакната регистарска ознака. И еден катамаран е казнет за претовар на патници. Биро Веритас ги прегледа комерцијалните бродови. Тие се технички исправни и безбедни за панорамските патувања на туристите. Имаат и исправна хидрантска мрежа, ПП апарати и навигација. Сакам да напоменам и да апелирам до возачите, управувачите на чамци. Во летниот период ќе се зголеми обемот на инспекцијски надзори во соработка со езерската полиција и сакам да апелирам до сите учесници во внатрешната пловидба навремено да се ги регистрираат своите чамци, да ги извршуваат обврските на пловните објекти, да се придржуваат до правилата и мерките за безбедна пловидба. Годиниве наназад во внатрешната пловидба регистрирани се повеќе инциденти, опожарени пловила сообраќајќи со глисери, скутери, но и најголемата бродска несреќа, потонувањето на бродот Илинден. Од Охридската капетанија најавуваат засилени и редовни и вонредни инспекцијски контроли на сите учесници во внатрешната пловидба и во текот на летната туристичка сезона. Пролетниот снег не ги изненади охридските комуналци, кои делуваа на расчистување на коловозите и јавните површини синоќа и денеска од раните утрински часови. Она што не го исчистија службите го стопи сонцето.
па од синоќашната снежна покривка денес остана по нешто на зелените појаси и покривите. Априлскиот снег кој во Охрид направи покривка од 18 сантими не предизвика проблеми. Полека се нормализира состојбата во градот. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец делуваа веднаш со започнување на снежните врнежи синоќа, а продолжија денеска од раните утрински часови со расчистување на снегот од коловозите и јавните површини според приоритетност. Како зимска служба ПП припремени, значи излеговме на терен уште со првите врнежи, значи делувавме према приоритетот на улици, односно према оние населени места кои гравитираат на повисоките места, како што се Старград, како што е населба Барак или Гоце Делчев, Елшани, Горно Којнско, сите оние места каде што се од повитално значење, а потоа пристапивме кон расчистување на снежните врнежи во самиот град, продолжиме во теков на ноќта и од раните утрински часови, значи се делуваше машински со цела расположлива механизација, како и со сите човекови ресурси. Во текот на денот продолжија активностите за овозможување непречено движење на пешаците со чистење и посипување со абразивни средства на најфреквентните јавни површини, како и локациите околу објектите од витално значење. Ке се чисти снегот во поширокото градско подрачје. Во утринските часови уште од 5 часот настапивме кон расчистување на сите тротоари, значи пешачки патеки, степеници во Старград, обративме внимание како на јавните институции, здравствените институции, образовните институции, се со цел да го вратиме градот во првобитна положба. Екипите на паркови и зеленило имаа полни раце работа поради влажниот снег кој предизвика големи проблеми и оштетување на дрвјата и гранки на повеќе локации. Комуналното предпријатие не очекува проблеми во предстојниот период со снегот, бидејќи следува период на стабилно, ветровито и потопло време, со утрински температури кои до среда ќе бидат негативни, но во деновите потоа постепено ќе растат. Снегот и минусните температури во Преспанскиот регион негативно ќе се одразат врз родот на јаболкото. Климатските промени го земаат данокот во овоштарството. Ако не се случи доцно пролетен мраз, штети ќе направи градот и овоштарите се потешко се справуваат со предизвиците во напорите да се заштити производството. Најверојатно штетите ќе бидат големи, заколкави, ќе кажеме после ден или два. Она што во моментот е сигурно, целото земјоделство, особено овоштарството, е силно погодено од овие ниски температури после пријатните пролетни температури кои што во изминатите недела две ги имавме. И во претходните години, како 2017 имавме доцен пролетен мраз, па и 2021-2022 делумно, овоштарите се подготвуваат во намера доколку што можат да действуваат во однос со одредени препарати кои што можат да действуваат против измрзнување, тоа се антифриз, зимските третирања за да се одложи вегетацијата на овошките, но во овој момент имаме ситуација каде што речи си да немаме можност. Штом се спушти температурата подолу од минус 5-6 степени, а веќе јаболката се во така кажано розе папка, штетите ќе бидат големи дефинитивно и директно ќе се одрази на народот во оваа година. Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа состанок за подготвеноста и координацијата на институциите за заштита и правување со кризни состојби на локално ниво. Акцент беше ставен на подготвеноста за заедничко делување за справување со шумски пожари, во однос на екипираност и техничка опрема, како и потребите од набавка на нова опрема. Под раководство на градоначалникот Кирил Пецаков денеска во просториите на општина Охрид се одржа состанок на општинскиот штаб за заштита и спасување. На состанокот се разговараше за подготвеноста и координацијата на институциите за заштита и управување со кризни состојби на локално ниво. Беше ставен акцент на подготвеноста за заедничко делување за справување со шумски пожари во однос на екипираност и техничка опрема. Беше побарано да се направи детален попис на расположливи средства и кадар, како и потребите од набавка на нова опрема. Еден од заклучоците на состанокот беше иницијативата за реализирање на соодветна обука за справување со пожари со која биле опфатени волонтери и вработени во јавните предпријатија. Исто така беше нагласена и потребата од превентивно делување за заштита од пожари, поставување на современа опрема за рана детекција на пожари, како и можноста за поставување на цистерни за вода на критични локации на планината Галичица.
На состанокот присуствуваа представници од Оделението за заштита и спасување и управување со кризи при општина Охрид, представници на Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување СВР Охрид, Територијалната противпожарна единица, општинските јавни предпријатија, Национален парк Галичица, Јавното предпријатие Национални шуми, Охридскиот Црвен крст, Планинската спасителна служба, како и представници на волонтерски здруженија од Охрид. Студентите од Факултетот за туризам и угостителство Охрид меѓу најдобрите на 20-тото издание на меѓународниот гастрономски надпревар Бисерот на морето, кој се одржа на островот Брач, Хрватска. Факултетот за туризам и угостителство Охрид се представи на 20-тото издание на меѓународниот гастрономски надпревар Бисерот на морето, кој се одржа на островот Брач во градот Супетар во Хрватска. Овој сериозен настан, уникатен од овој вид, се организира веќе 20 години од страна на Асоцијацијата на шефови од Медитеранската и Европската регија, а Факултетот за туризам и угостителство Охрид за прв пат учествуваше со своји представници на оваа престижна гастрономска манифестација и постигна на вистина високи резултати. Учество на настанот зедоа повеќе од 400 учесници од балканските земји, Турција, Романија, Словачка, Украина, Белорусија, Индија и Малта, кои се надпреваруваа во различни категории во подготовка на главни јадења од месо, веганска храна, тестенини, сладкарство, чоколатерство, послужување храна и пијалаци, сомелиерство и барменство. Студентите Христијан Јордановски, Стефан Аврамовски и Христијан Трајковски, под водство на селекторот доцент доктор Климент Наумов, се надпреваруваа во повеќе дисциплини и освоија 1 златен, 5 сребрени и 1 бронзен медал во подготовка на главни јадења од пилешко месо, телешко филе, риба и тестенини. Национален парк Галичица ќе се опремува за подобра контрола и мониторинг на островот Голем град. Во годишната програма за природа на Министерството за животна средина обезбедени се 20 милиони денари или околу 325.000 евра, кои ќе треба да се наменат за активности со кои ќе се унапреди работата на националните паркови и ќе се обезбеди потребната инфраструктура за поуспешно да функционираат. Според најавите од Министерството, Националниот парк Галичица ќе биде поддржан во набавка на опрема за подобра контрола и мониторинг на островот Голем град. На Галичица се работи на уредување локалитет за посетители на кој се градат дрвени маси и клупи, а ќе се постави и штанд за продажба на сувенири и вендинг машини за кафе и храна. Проектот за годинава пак предвидува изградба на понтонски пристаништа во Преспанско езеро, со кој ќе се овозможи подобра контрола на островот Голем град. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.